За малку ќе погодеше Джиги со кошаркарскиот хепек, за да оваа емисија биде најдобра од сите. Меѓутоа, како и да, ќе направиме најдобра да биде до сега. Со мене во студиото е Караджа, експертот за западната лига од НБА делот, и со мене е исто Джиги. Ние као исток нешто тераме, не сме експерти, ама го познаваме. Се трудиме да го анализираме истокот, кој што ни е така поомилен. Поомилен затоа што игра таму Нью Йорк Никс најверојатно, тоа ни е омилениот тим. Кажуваме експлицитно и без срам. Да, кажуваме експлицитно и без срам дека ни е омилен тим, иако е тапа. Се сложувам. Да, последна деценија. Кога сме веќе ке истокот, има едни турбуленции кои што се случуваат таму. Првата турбуленција е дека на Кавси им се вратија пола од повредените играчи и сега се комплетни. Играчи што им фалеа во ланското финале. Во ланското финале се вратени. Скоро комплетни, освен Мон Вилијам што се повреди, мислам дека ќе се врати убрзо. Ние би сакале да ги анализираме двата најкарактеристични тима на истокот што се моментално, значи Чикаго Булс и Кливленд Кавалиерс. Би започнале со Чикаго, бидејќи они до пред 3-4 години беа тимот кој што толку им фалеше за да влезат во финале. Меѓутоа со тие нивни повреди и фамозниот Дерик Роуз кој секоја година се повредува по 20 пати. Сега оваа година ме гледаме дека е здрав, меѓутоа они после тие 3-4 години решија да направат еден рез од тимот, да сменат тотално до 180 степени, одејќи кон еден многу поофанзивен тренер отколку што беше претходно Тим Тибодо, каде што дефанзивата беше главнината карактеристика на тимот, каде што се играше страствено во одбрана, со многу енергија и каде што Ноа му беше главниот играч всушност во тој систем. Интересно е што сегашниот тренер всушност Ноа го стави на клупа и го преферира или Миротич или Тач Гибсон да игра на четворка, Пол Гасол да игра на петка. Он имаше некој вид на концепт да го игра Миротич на четворка, а Гасол да му брани по кош одоздолу, меѓутоа тоа не успева. Се гледа дека тие европски кошаркари не можат да играат одбрана како што се амерички кошаркари и тука целиот концепт не оди како што треба, не е глатко тоа. Всушност они променија и главниот играч сега им е Батлер, на него се префрлија како главна звезда, тука има некоја стихнала војна помеѓу него и Роуз. Се гледа меѓутоа Роуз оваа година се труди да игра за подобар договор и се осеќа некој незадоволство, нема хемија во тимот, меѓутоа они се трудат, се гледа дека ги губат утакмиците со послаби тимови каде што им фали едноставно енергија, дури Ноа и тоа го кажа експлицитно пред сите дека овој тим нема енергија од лани што го имаше. Имаше една забелешка која што доаѓа од Џими Батлер до новиот тренер, за кој што вели дека не е доволно вокален како што бил Тим Тибодо. Да, Тибодо. Односно дека не им подвикнува кога треба да им се подвикне, дека не секој во екипата си ја знае точно улогата која што треба да изработи. Точно. Иако ја знае, некако се мрзеливи затоа што нивниот тренер е премногу благ. И сега гледаме една малтене дисфункционална екипа која што првен има двајца играчи кои што се борат кој е главниот, кој е лидер во тимот. Кој е лидер во тимот. Таа стиховна војна се чувствува доколку ги гледате утакмиците на Булси, тоа се чувствува на теренот. Дерик Роуз не сака да го препушти лидерскиот статус во тимот, меѓутоа самата игра покажува дека он веќе не е лидер, ја нема ни таа брзина и експлозивност, да не се повторуваме, ја знаеме приканата за Дерик Роуз сите. Али игра за нов договор, сака да потпише максимален договор и затоа ги прекјутува тие работи и не иде во јавност. Дури имаше некоја информација дека Дерек Роуз можеби било добро да отиде во развојната или D-League некое време, меѓутоа мислам дека за поранешен MVP тоа би било премногу понижувачки да го испратат во развојната лига. Ние може да сумираме дека тимот нема идентитет уште изградено како што треба. Меѓутоа времето ќе покаже уште е рано во сезоната, може ќе се играат, може тој концепт на офанзивна кошарка ќе успее.
може да се каже дека они уствари, иако играат офанзивна кошарка, даваат помалце поени од ланската сезона, а примаат помалце поени од исто ланската сезона. Значи тоа е една многу карактеристична статистика, што сите очекуваат дека ќе даваат повеќе поени, ама ќе примаат повеќе, они дури обратно одат. Мислам, Чикаго се добра екипа ги имаат сите играчи потребни за шампионска титула, меѓутоа не личат на никаков шампионски тим, дури не личат ни за конференцијско финале дека ќе влезат. Го снимаме ова на Божиќ, точно, на овој НБА Божиќ. Не знам денеска дали игра Чикаго. Денеска не, мислам дека не играат Чикаго денеска. Меѓутоа да играат со Оклахома, да. Меѓутоа ако не играат Чикаго, игра Кливленд. Игра Кливленд и баш тоа сакав да те прашам, која е твојата прогноза во однос на на соочувањето со Golden State Warriors и со постигнувањето на финалето од лани. Конечно Кливленд се комплетни и нема да може да се жала дека изгубиле поради тоа што вакво. Меѓутоа ќе видиме, може нема да изгубат. Што би може да кажеме за Кливленд дека они се моментално комплетни и играат класичната кошарка од лани каде Леброн ја превзема плеймекерската улога заедно со Кајри Ирвинг кој се врати пред 2-3 утакмици, баш ги изгледа тие нивни утакмици. Се гледа дека они тоа го фураат. Многу пик ен ролови, многу влезови од нивна страна, значи за тие двајца играчи посебно зборам. Пробава да ги пробијат за да направат вишок играч. Тоа е класичниот концепт на Блашо го применува, се приметува и дека Лов добива повеќе допири. И не само допири, туку повеќе му веруваат, значи Леброн има сватено, он е веќе зрел играч дека мора да постои кохезија во тимот, да се дружат приватно, а не како што лани правеше, го зезаше на некои негови интервјуа Лав дека е најдобар играч, MVP ова она. Меѓутоа оваа година Лав се гледа дека е постабилен играч, што би рекле американците, има повеќе тачови во рекетот и се развива одлично нивната игра, имаат и многу подобра одбрана. Статистички има анализирано дека примаат 6 поени помалку од лани на 100 поседи. Добро поминува, значи повредата на Кајри више. Они се и секако и први на истокот. Нивната главна цел оваа година е да останат здрави, а да бидат први на исток и да ја темпираат својата форма во плейоф. За разлика од Golden State кои се испукаваат уште на стартот на сезоната, мислам дека Леброн веќе во својата 31 година знаат како да работите, дека што е битно во кариерата, тоа се титулите, прстените. И него времето подека тој прави му помина веќе и он сега почнува да оди, како што вика Зенитот, кај спортистите днука 30-31 година и после потоа почнува да паѓа подека он далеко дека е старе, ама значи тој циклус. Добре, они самиот изјави дека не видел поздраве екипа од Golden State Warriors. Да, он ги поштува. Алудирајќи на тоа дека можеби ако неговата екипа беше здрава како Golden State Warriors, дека подруг ќе беше исходот на ланското финале, меѓутоа ќе видиме, да се надеваме дека ќе останат здрави Кливленд. Тоа е главната цел, го имаат и Варежао сега, кој исто сите го заборавија, он уште се повреди лани на стартот на сезоната. Да, и цела сезона беше не беше само Ирвинг и Лав повреден, туку и Варежао, кој е многу битен во одбраната. А има уште еден центар, Саша Кауна. Добро, Варежао изгуби стартната позиција поради мозгов, меѓутоа е одличен бекап центар сега за тимот на Кливленд. Секој тим да си има бекап центар. Секако му е еден од омилените суиграчи на Леброн. Така, другари се. Да. Тоа би било за Кливленд. Овој од источна да се селиме на западната конференција. Покрај Golden State Warriors, кои што ги анализиравме претходната емисија и цело време ни се провлекува, не можеме никако да ги испуштиме затоа што се најдобра екипа моментално во НБА. Како да подзаборавивме на Сан Антонио Спарс, иако на почетокот ги спомнавме во една мала анализа и бевме малце сомничеви дека Олдрич можеби нема да се уклопи во целата поставеност на играта на Попович. Меѓутоа нивниот скор е прилично значителен. Ако го одземеме успехот на Golden State Warriors, онда имаме тим кој што има 25-5. Зошто ги забораваме Сан Антонио Спарс и дали сакаат они така да бидат малце во сенка, да не биде целиот притисок врз нив и дали имаат шанси реално од досегашното тоа што го имаме видено да направат добар исчекор од ланската сезона,
кога изгубија во првото коло од Клиперси и конечно да видиме оние муавети што ги правевме ако беше Golden State против Сан Антонио Спарс, дека можеби подруго ќе беше целата сезона лани. Навистина, врз основа на огромниот успех кој го постигнуваше, врз основа на рекордите историски кои ги рушеа Golden State Warriors, подзаборавивме на Сан Антонио Спарс, дури јас кој неколку последниве години ги гледам исклучително Сан Антонио Спарс и Warriors и оваа година изгледав околу 5, 6 до 7 нивни утакмици и заборавивме дека играат нешто што теоретичарите во НБА го нарекуваат историска одбрана. Не знам дали се сеќавате последната утакмица кога се играше со Атланта Хоукс, кога не сакаше коуч Бат да се поздрави Грег Попович, кога му мафташе она кога бргу си замина. После таа утакмица кога изгубија 20 или 30 на разлика, не сеќавам, коуч Бат изјави дека дали некој ова го очекуваше од Сан Антонио Спарс. После доаѓањето на Олдрич, скоро сите очекувавме дека ќе бидат офанзивно многу подобри, затоа што ќе имаат уште еден power forward кој ќе може да има просек од 20 поени и 10 скокови. Наместо она што сите го очекуваа, со Сан Антонио се случи сосема спротивното. Како да Грег Попович е некој кошаркашки маг кој е неколку кошаркашки времења и неколку кошаркашки чекори понапред од сите. Сан Антонио започнаа да играат нешто што одамна го немаат играно така добро. И податоците и анализите на таа дефанзивна ефикасност која има Сан Антонио Спарс покажуваат дека ти играат историска одбрана. Успеав нешто да прочепкам и успеав да извлечам некои податоци кои упатуваат на тоа дека она што сега го игра Сан Антонио Спарс е нешто што е неверојатно добро и неверојатно квалитетно во одбрана. Американците мерат еден индекс кој го нарекуваат Basketball Power Index или BPI, тоа се индекси врз основа на кои се прават проекциите за во кладилница. Golden State Warriors во овие Basketball Power индекси секогаш кога играат со било кој тим се сметаат за фаворити, освен двете утакмици кои треба да ги играат со Сан Антонио Спарс. Тогаш овој Basketball Power индексот им прави такви предикции, со Golden State им прави такви предикции дека всушност Сан Антонио Golden State е единствениот тим кој би можел да застане на патот на Golden State Warriors и проекциите според овој Basketball Power Index се 50-50. Во секоја друга утакмица која би играле Golden State Warriors се сметаат за фаворити на оние типувања во каталниците. Што тоа точно го прави, каква е таа одбрана и зашто оваа година е комплетно сменета? Оно што е најспецифично, оно што најдобро упатува на овие статистички показатели кои укажуваат на неверојатната историска игра на Сан Антонио Спарс, оно е defensive rating. Знаете, се мери врз основа на дозволени поени на 100 напади. И 92,6 поени Спарси дозволуваат на секој 100 напади. Тоа е, а просекот во цела НБА е, замислете, 101,5. Тоа е скоро 10 поени под просекот. 10 поени под вкупниот дефанзивен рейтинг и дефанзивен просек на сите други екипи. Значи играат на 10 поени помалку од сите останати екипи. Тоа е најдобриот дефанзивен рейтинг кој бил измерен во последниве 39 години. Иако овие статистички податоци тоа откога почнале да го мерат најверојатно. Не, ова е нов статистички податок, но бидејќи ги имаме бројот на поените, може да се пресмета ретроспективно како се случува. Може да се направи една математичка проекција каков бил дефанзивниот рейтинг, иако не се мерал претходно, но врз основа на постигнатите поени на 100 напади може да се измери. Мерејќи го сето тоа, се воочува дека во последниве 39 години, што е на неверојатна фрапантна бројка, таков дефанзивен рейтинг и такви дефанзивни постигнувања не се видени во НБА лигата. Не само тоа, во првата четвртина кога игра Сан Антонио, дефанзивниот рейтинг покажува уште пострашен резултат, 83,6 во прва четвртина на 100 поседи, што се импозантни, неверојатни дефанзивни бројки, дефанзивна статистика која нас теоретичарите и оние кои се занимаваме со анализа на НБА баш онака љубопитно се прашуваме што тоа се случува, на кој начин тоа Сан Антонио играат одбрана. Например, украдените топки имаат 8,4 украдени топки по надпревар и тоа не е баш некој посебно добар успех, но се во првите 10 во лигата, што е исклучително добро. Уште еден податок е многу интересен, 12 утакмици досега кои ги изигра од овие 25 победи ги спуштија противниците под 90 поени. Знаете што значи? На 48 минути кошаркашка утакмица да го спуштиш противникот под 90. И тоа во најдобрата лига во најдобрата лига на светот. А ги имате кошаркашки екипи кои даваат на полувреме по 80 поени, како што се екипи како Golden State Warriors, таква одбрана да спуштиш во 12 утакмици под 90 поени. Тоа е досега маестрално и невидено. Ќе речете од една страна што се случува со рекетот, како се брани тој. Rim protectionот, бидејќи нема некој голем и доминантна петка, Данкан е веќе на крајот на своите кошаркашки сили, Олдрич не важи за некој посебен дефанзивец, Маријановиќ скоро и да не играе, флегува само во оној garbage time, а всушност се покажува тој процент дека во рамките на rim protection 51,8% од шутот од рекетот го бранат на нивните противници. Тоа знаете што значи? Секој втор напад, ако се напаѓа во рекет, они го бранат.
Тоа е 50% успешност и плюс имаат 29,5 на шутот за 3 на противникот им го имаат спуштено. Секој противник кој игра против нив пуца под 30% за тројка, што се неверојатни дефанзивни. Ај тука едно подпрашање кога одиме, значи е тим кој што најмалку дозволува тројки. Дали тоа покажува дека Поп можеби се спрема за соочување со Golden State Warriors? Најверојатно може да се заклучи ова. Интересно е што во NBA тренерите имаат една дилема. Што на што претходи? Дали играчите претходат на системот или системот претходи на играчите? Дали да го прилагодиш системот врз основа на она што го имаш или ти во главата го имаш кошаркашкиот систем, па сега што и да добиеш ќе прилагодуваш. Ако го анализирате Фил Џексон системот претходи на играчите. Па кој играч да го има, он го втурнува во така наречениот триаголник. А Грег Поповиќ имам чувство дека поинаку работи, анализирајќи го и гледајќи го овие 5-16 години колку време ги следиме Сан Антонио. Тој врз основа на играчите и нивните моментални капацитети, врз основа на нивната кошаркашка имагинација, врз основа на она што го има како кошаркашки тел и како кошаркашки квалитет, ја прилагодува играта. Ако се сеќавате, Грег Поповиќ последниве 10 на 15 години смени неколку системи на кошаркашка игра, од играње со две петки, па преку овој бол шеринг кој го игра последниве 2 години, па преку константно инсайд аутсайд баскетбол. Грег Поповиќ константно ги менува во зависност од тоа каква е продукцијата на неговите играчи. Сакав уште еден само податок, извини да докажам, дефанзивните скокови 80,5% топките ги собира Сан Антонио. Најдобар дефанзивен ребаундинг процент од 73-та година до сега. И уште еден податок кој исто така историски податок, се вели opponent free throw rate, 22,6 поени дозволуваат од слободни фрлања. Што значи тоа? Тоа значи дека играат неверојатно паметно, дека не ги остават толку лесно да има easy points од рекет и да има easy points од слободни. Сите овие статистички показатели покажуваат една неверојатна историски гледано одлична одбрана и дефанзива која игра Сан Антонио Спарс. Сега да не заборавиме, во Сан Антонио игра и Кавај Ленард, тој е човекот кој е на прво место во сите, тоа се нарекува most efficient defensive categories, во сите категории во кои се мери ефективноста на дефанзивната игра, тој води. Но покрај тоа што играат неверојатно добра одбрана, неговите бројки во напад се уште подобри. Дали шаката многу помага? 22,2 има поени во напад, 51% шутира од поле и 47,1 има за 3. Огромен процент, тоа е процент кој го имаат познатите тројкаши кои се надпреварувале на остар надпреварот во тројки. А кој не важеше за добар играч првите години, се сеќавате кога дојде во лигата, дури има и тежок избачај, најнаш има сега оваа година 47,1. Тоа знаете што значи, од 10 уфрлени 5 ќе ги погоди. Јас би те прашал дали он е големиот конкурент на Стеф Кари за MVP титулата. Многу ќе биде интересно. Одваја чекам да дојде утакмицата Сан Антонио Спарс и Golden State Warriors да видам како ќе се брани. Дали ќе го бранат со ниски играчи или ќе го брани со големо тело или со bigger body. Одвај го чекам тој. Што играат сега, зошто е толку дефанзивно ефективна и дефанзивно квалитетна екипата на Сан Антонио. Гледајќи го 6-7-8 утакмици, всушност видов дека они играат релативно едноставни, тоа кошаркашки би се рекло учебникарски концепт на играње одбрана. Например, имаат тоа така наречена on-ball defense или одбрана на топката. Играчот кој пренесува топката, он го праќа Пети Милс или Тони Паркер ако е малку подморен да го притиска нивниот плеймейкер уште од почетокот на неговото пренесување. Тоа не значи дека ќе му земе, не игра агресивно да оди на линија на одземање на топката, туку игра агресивно на топка за да му ја овозможи, за да му ја оневозможи нападјачката леснотија и лагодност. Тоа може исто да се поврзе со тоа што Golden State Warriors, сушност, особено во првата четвртина, ги завршуваат своите напади во првите 12 или 13 секунди. Да, затоа што играат офанзивно, еднаш, два пати врти. Сега таквиот притисок нема да им дозволи најверојатно толку лесно да ги завршуваат. Не само тоа, играат притисок на топка и притисок на линија на подавање. Особено на првиот или на вториот пас. Притисокот на линија на подавање се изведува со тоа што макотрпно го следиш играчот и макотрпно се пробиваш низ блоковите. Но бидејќи секој NBA играч и секој блокови се прилично добри, многу е битен така наречениот бампинг како елемент, односно твојот играч кој треба да ти помогне за ти е една помалку од една секунда да го стасаш играчот кој поминал преку блокот. И ќе ги видите, има притисок на топка, притисок на линија на пас, има добри бампинзи, има активни раце и си игра ангажирана одбрана. Не е тоа некоја одбрана во смисла како што Golden State Warriors да свичаат или слично. Едноставно си игра класична одбрана, јако, интензивно, со активни раци, со притисок на линија на пас, на подавање и всушност се обидуваат на тој начин да го извлечат максимумот од екипата што го имаат. Момент на вистината, што ќе каже кошекарскиот хепек за анализата на Џиги Бошко. Ја ли дона? Ајде. Најверојатно моја грешка беше кратко, ајде видиме Бошко. Долго. Ајде што ја да проверам. Тука беше близко, да. Трета работа која што покрај
Кавси, кои што се сега комплетни и неверојатната игра на Спарси во дефанзивниот дел, што е моментално актуелно е тоа што се отвори делот за размена на играчи, односно трейдовите почнаа. Веќе имаме еден трейд кој што се случи, односно незначителен трейд, меѓутоа како и да може да го спомнеме, Иш Смит замина од Пеликанс во Филаделфија за два пика од втората рунда. Меѓутоа она што јас би сакал да го разговараме тука е кој од тимовите можеби највеќе има потреба да направи промени. Па ја мапирав 4 тима кои што имаат генерално потреба да направат промена. Први ми се Рокетс, втори ми се Чикаго, трети ми се Клиперс и четврти ми се Пеликанс. Значи два од истокот, два од западот. Како што и Бошко кажа, Чикаго дури и самите веќе најавија дека сакаат дека отворени се за размена на Ноа и на Тач Гибсон. Yahoo Sports Андреј Вањански, што он е прилично добар инсайдер на NBA, вчера излезе со информација дека се ставени кој што му завршува договорот оваа година и би требало да го трейдат, пошто он во тој систем не може да се вклопи на Хојберг. Така да се сложувам со оваа констатација дека прв е Ноа, сега Тач Гибсон може ќе го додадат тука за да земат подобар играч. Да. Целта на Чикаго наводно со ставањето на овие двајца да бидат расположливи за трейд, всушност да донесат тројка која што им е непотребна и која што ќе биде по-офанзивно настроена и да се вклопи во новиот систем на Фред Хојберг кој што е офанзивен. Значи овие двајца као носат повеќе од стариот систем на класични играчи на Тим Тибодо. Ама они немаат ни некои офанзивни квалитети посебно, они се класични дефанзивци. Он носеше само енергија, дури во системот на Тим Тибодо он имаше некои улоги на асистент. Да, имаше една година прилично високи асистенции, меѓутоа тоа беше во системот. Не донесе резултати. Да, не донесе резултати, можеби не донесе резултати поради за мене зверското мачење на играчите од страна на Тибидо да ги играш стартерите по 38 минути, а било какви да имаш на клупата играчи, најверојатно може да ги сменат 10 минути, ако не друго да задржат разликата, ако не можат да зголемат и така натаму. И можеби и Ноа е жртва на играта токму на таа на Тибидо и веќе е премногу на пазарот за трейд моментално, ја мислам дека нема голема вредност самиот Ноа. За разлика од минатата година. Го спомнував некои трейдови со големи звезди. Да. Клиперси, што би можело они да трейдаат? Па Клиперси се спомнати во неколку ситуации. Едната е Крафорд, кој што до лани им беше еден од најконстантните поентери од клупа. Но од кога дојде Тате? Да, меѓутоа од кога дојде Тате со Остин, он повеќе го преферира на таа позиција Тате, односно синчето. И некако Крафорд не добива доволно време и не е така ефикасен како што беше. Имаше некои гласини дека Хасан Вајсајд може да се трампа за Двајт Хауард. Ја мислам да тоа ќе биде катастрофална грешка на Мајами Хит да примате еден играч кој што цело време се зборува дека е супер звезда, меѓутоа никогаш не ја оправда улогата на супер звезда, а да изгубат еден играч кој што ако ништо друго има 5 блокади по кој што има 5 блокади, кој што има изворена работна етика и тимска игра. Моментално во НБА, дефинитивно. Да. Значи тие се некои кои дури сретнав некои се оние предвидувања или можни трампи во кои што Двајт Хауард би завршил во Никси. Ја и Джиги се молиме на кошаркарските богови тоа никогаш да не се случи. И се надеваме дека никогаш нема да се откажете на Никси, ќе дојдете на запад кај мене. Па нема да се откажеме, меѓутоа ќе ги може на кафе да поминеме. Пеликанс пробува да го трейдуваат Рајан Андерсон и всушност они имаат проблем на тоа што претходно го зборуваше Бошко, односно таму очигледно системот е пред играчите, па во новиот систем кој што е многу побрз и многу поофанзивно поставен од страна на Алвин Джентри, тие бараат најверојатно сега нов персонал кој што може да ги задоволи потребите на тој систем. И на крај одиме со Никси,
кои што имаат потреба од плеймейкер и од бек, да речеме, односно бековската линија да се зацврсне. И се спомнати во неколку трейдови. Брендон Дженикс е еден од плеймейкерите кои што се зборува дека Никс би сакале да го донесат, иако Пистонс си кажаа дека нито еден од нивниот тим, меѓутоа повеќе пати споменувани играчи кои што се од Пистонс и дека не се ставени на трейд листите, и дека всушност можеби ова е само едноставна шпекулација и од страна на Пистонс и од страна на Никси, затоа што Дженингс сега се врати од повреда и најверојатно они сакаат да го... Тоа беше некоја проекција, анализа кого би можело Никси да земат да изгубат најмалце. Они ги бараат тие бековските позиции да ги подобра, бидејќи се најслабо дуо во НБА моментално, зборам за Квадратно и Афоло, по постигнати поени и најслабо дуо кој брани, значи највише примаат кошеви од другите бековската линија, да. Они мора да подобрат пред се одбраната на бековската линија, а потоа да барат втор скорер кој што ќе ги подобри тие. Да, сега кога Никси ќе се спомнат и кога ќе се спомне трейд, како навивач на Никси и како љубител на тој клуб, веднаш добиваш морници затоа што ти текнува дека на трейдот со Барњани, ти текнува на трейдот со Мело, каде што дадоа пола екипа и 25 пика во наредната година. Тие да не одиме толку далеко. Значи веднаш ще полозуваат морници, иако Никси моментално имаат огромна потреба да го заменат Калдерон, кој што е веќе истрошен и никогаш не бил познат како дефанзивец. Јас би рекол дека Никси не би требало ништо да менуваат моментално и да не пробуваат да направат некој трейд. Се со цел да зачуваат хемијата на оваа екипа која што има некоја си костур поставен добар, им фалат некои си делови кои што би ја подобрили играта, меѓутоа јас пак би рекол дека ме плаши она одење во трейд за само да се разменат играчи, а при тоа да се изгуби некој нареден пик на драфтот. И пред да завршиме ова трета емисија, одиме со кошаркарскиот хепек, односно анализометарот, да видиме што кажав јас, дали бев добар. Не бев лош. И сега за целата емисија, Джиги, дали ќе сакаш ти една анализа да направиш за целата емисија? Добри сме биле. Ви благодариме што не гледавте, се гледаме после Нова година. Среќни празници.